Здраво! Сега е Лиле, ќе ви покажам како јас со фондан ги облагам моите торти. Прво, ова е бутер крем. Тука имам изматано путер со прах шеќер и малку млеко, 2-3 лажички. Значи 250 е тоа е една коцка ставив, плюс половина, значи 1,5 коцка маргарин, ставив 5 лажици шеќер во прав и 3 лажици млеко. Со ова прво ја облагам тортата, а потоа следува фондан. А ова е моја фондан маса, што јас ја користам при облагање на торти. Се прави еден ден порано, за да се малку стегне, и нареден ден се облага торта. А потоа и додавам од една моја маса, што самата си ја креирам. Тоа е маса од состојки, кои помагаат фонданот да не кондензира. Значи прво го измесувам овој фондан убаво, за да се повторно омекне смесата. Едниот фондан е готов, а сега и другиот го изработувам и ќе додадам уште малку боја, за да биде поефектно. Значи основата на торта да биде по-зелена, по-ефектна. Затоа што ова е торта за медо и за маша. Фигурките исто така се готови, спремни. И сега ќе видите како јас ги облагам моите фондан торти. Во некој од наредните видеа ќе имате прилика да ви покажам и како ги со шлаг декорирам. Ќе ви покажам некоја шлагова декорација интересна. А потоа двете состојки ќе ги спојам. Нареди спојување на масите. Ги обои оделно, ги измесив оделно, а сега ги спојувам. Овие две маси се многу згодни за правење на фигури. Значи, немате потреба од правење посебна маса за фигури, посебна за торта. Исто за облагање на торта, а масата е прекрасна, видите. Одлично се формира, одлично се облага. Не пука, не се суши, што е најважно. Значи, можете да работите полека, оноку колку што ви треба време за да изработите фигура и слично. И јавно да ви се извинам за звукот, некогаш може би гласот ми се послабо слуша. Такви ми се условите за работа, значи тоа е нешто што ќе се трудам со тек на времето и подобрување на опрема за снимање да го подобрам, а со тоа и самите мои видеоснимци да ги подобрам. Значи ова убаво се измесува, а потоа се сука и се нанесува на кора. Ова е торта за облагање, ова е грчка торта, домашна. И правило сладкарско е секогаш да се направи еден ден порано за да се спојат состојките. Филот со пандишпанот. Сега прво ќе ги избришам од страна краевите. Зашто облагање треба да биде чисто и педантно. Не е убаво да имате измачкана торта. И сега следува бутер крем. Нанесувам. Во тенок слој целата торта ја прекривам со оваа смеса. Сега наред е расукување на фондан и покривање на торта. Еден совет. Кога ќе ја обложувате со бутер крем, значи слој нека ви биде тенок нанесен врз торта, затоа што премногу бутер секако ќе се лизга и при сечење ќе бега. Бидејќи секоја торта се сече на собна температура и ќе остане сигурно некое си време, така да е пожелно да има тенок слој. Инаку јас имам мој посебен рецепт, бутер крем, значи со жолчки. Сега заборавив да бидам искрена да оставам од жолчките, кој се прави со бело чоколадо, кој е посебно вкусен и погоден за облагање на торта пред облагање со фондан. Сето тоа, тој рецепт за таа бутер крема, значи моја со жолчки, и крема за овој фондан,
и се извинувам. И рецепт за овој фондан ќе ги најдете на мојот сајт. Се за торта и колачи, Свитан Савори Чуишин од Лила Стошевска. А сега продолжувам за да ви покажам како ја облагам тортата со фондан. И важно е исто така и секој фондан до употреба, значи, од момент на момент треба да биде завиткан. Затоа што тоа е шеќерна маса во основа и може да се стврдне, стегне и да не можете после да ја обликувате по ваша желба како што вам ви одговара. Наросувам шеќер во прав и нишестен. Ги мешам полека и сега наред е, значи, расукување. Истенчување на масата. И сукалото малку ќе го наросам да не ми се лепи. Видите колку убаво се сука. Одлична е, нема грудки, нема ништо. Една убава компактна маса и една убава еднолична боја. Совршен е. Ги истенчуваме краевите до големина на самата торта. За оваа торта мене ми треба 1,5 килограм, значи фондан маса. Уште малку и ќе биде готово истенчено. Мојата кора е сукана. Видите како јас проверувам. Значи не користам метар. Од око. По процена доволно ќе биде. Сега проверувам да не е залепено. Значи никаде не е залепено. Одлично. Сега треба да бидете посебно внимателни, бидејќи се работи за голема торта и за голема кора на фондан. Значи нанесувањето не е баш лесна работа. Треба многу да се внимава. Јас вака малку одлево ја фатив, обично од другата страна облагам. Готово. Работата е завршена. Сега уште малку исправки и се ќе биде во ред. Тоа е тоа. Оваа после со четка се трга. Се работи нежно, со нежни движења. Се внимава. Затоа што ова е домашна торта. И е покремаста во однос на другите торти, кои се со индустријско производство, се разбира. Секој индустријско производство се разликува од домашно производство. Тортата е готова, спремна за дополнително облагање, за додавање на фигури, дрва, куќица, се што оди во декорација со маша и медо, цветови, ливади и што уште не. Ќе видиме на крај кога ќе ја средам комплетно. Тука се и моите јунаци за на торта. Еве ја маша, тука е медо. Сега уште некои детали и довршување уште на маша фустанчето треба доле да ги го избојам. И еве ја тортата веќе спремна за додавање на фигури, додатоци и слични работи. Мислам дека ќе излезе една прекрасна торта, на крај целосно ќе ја снимам. И еве е мојата торта маша и медо е готова, завршена, со сите детали на неа и со сите украси и фигури. Прекрасна е, одлична. Мене лично ми се допаѓа, многу убава излезе. Погледнете, одлична е. Со овој прекрасен амбиент. Баш како во цртаниот филм.